Хајде уште еднаш добро вечер на сите и добро ни дојдовте на ова наше мало парче, ама слободна територија. Добро ни дојдовте и уште подобро да најдете што се вели од Арно да не куртулите. Па ние веќе и се научивме само на Арно. Да, бидејќи така и така само добри работи ни се случуваат веќе 30 години. И затоа мора да набројам барем некој од нив. Морам. Добри работи. Многу имаше. Еве, например, добро е знамето што го сменивме. Она бе старото. Со сонце, сонце со многу краци. Па многу грееше. И нон-стоп некој јаќе се спомнеше, веднаш ки ги препотеше. Баш кај што и на децата сега им е многу полесно кога ќе им кажат на школо поликовно: ајде, дечиња, сега да го нацртаме знамето на нашата држава. Кај ќе успеат во на старото да го нацртаат? Нели реков, еден куп зраци, еден наваму усмерен, друг натаму усмерен, по оној круг во средина. Ајде, вака многу полесно, само ќе се сетат на тоа што татко им го кажал дома. А им кажал вака: ако побара учителката да нацртате државно знаме, вие нацртајте слободно вентилатори, завршена работа. Па за петка доста е. Добри работи, добри. Што уште беше добро? Па навистина ги има толку многу тие добри работи што не можам да се одлучам кои да ги издвојам, а да не се налутат другите. Мислам на оние другите што ги правеа добрините, а ги имаше еден куп во овој период. И од едната, ама и од другата страна. Добро. Еве добро и што ни испоплячка и си замина. Некој и остана, ама еве ги бе, ништо не работат. Ништо. Се будат, јадат, шетаат по еден час само и си лежат така по цел ден со години. Еве и новото добро, да не го заборавиме, рете нели да ја издвоиме и ова најновата добра промена. Добро е и името што го сменивме. Ма какви добро, супер е сега. Порано, се сеќавате порано кога бевме само Македонија, ке дојдеше летото, изгор беше. Изгор, горештини невидени. А сега, забележувате ли како осцилира температурата? Денес плюс 22, утре плюс 8. Опа! Преку ден плюс 24, навечер 4. Супер! Пријатно за спиење, а и комотно за оние за лежење. Посвежу им бе. Оти сега сме северна. И уште едно добро ќе кажам и да завршиме на 3-4. Доста е. Оти реков, многу добри не има. Па ако ги набројувам сите, ова би била најдолгата телевизиска емисија во историјата на телевизијата. Еве уште што е добро. Дека го размислувам мајката, сите што одлучуваат досега за нашата иднина, како зацкриено, ама сепак како намерно да не држаа подалеку од Европската Унија. И додека на времето им се луте поради тоа, сега полека почнувам да ги разбирам. Да. Добро, навистина има тие во Европската Унија многу добри закони од кои ние дели прифативме. Ама, бога ми, имаат и такви кои што додека размислуваш за нив дали да ги гласаш или не, мораш до зид да стоеш. Оти да не ти приде некој од зад грб или нашински кажано одзади, па да почне да лобира за законот за промена на полот на некој необичен начин. Внимавајте да се служат со најразлични трикови одзади. И вие морате да бидете предпазливи, да не го почувствувате прстот, а тој да ви ги покаже рацете напред пред вас вака. Чувајте се, опасен трик е тоа, опасен. Јас искрено не знам, а и не сакам да дознам. Не, јас кога се родив беше забрането да си геј. Потоа беше дозволено да си геј, ама тајно, јавно не беше дозволено. Набргу прифати ја и јавно и стана некако нормално. Денес дури го представуваат како гордост, па и парадираат отворено со тоа. И затоа јас сега искрено се надевам дека ќе се умрам навреме пред да се биде геј да стане и задолжително. А за вас? За вас е нешто незадолжително. И не плашете се, не е трик, не. Само да видите однапред, што тоа и денес ке гледате во Дева Љутиш.
Што за мавре ти тој баце Стојко? 8 и 5, 13 ако сакаш, кај ти покажу. Не бре, не ми покажи што имам вербу, ја у тебе не кажам, нема крадење. Нема крадење. Нема. Кове, тато, колко е сад? Па тега назад, 4 са вајле. Па 4 са вајлеве, досък ли се седи? И куде беше досък? 2 казне за проваѓање на црвено, 2 казне за погрешно паркирање, авто оставено на трупци пред зграду. Сви мушки цел живот трчив по работу да го обезбеди своју жену, а на крај па трчив по туѓи жени. Он мене па жена не ми дава. Да, вика ти тача не си бе, пази там нема си ти реши да штрajкуеш, ти си шеф бе. Не дај Боже ке те смени, па после што ќе правил? Во животот променив многу работи. Ги менував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Такој, да си поиграмо малко карте, не, на кој зборимо за политику цел ден. Море не збориме за политику цел ден. Збори смо малко и за крадење. Куде можеш бре да збориш за политику, а да не збориш за крадење? А глеј ја што си имам. Опа, двојче си е моје. Ако двојче, ја имам кецат е мој. И овој се брои, а овде не може да има крадење. Арно викаш ти, куде крадење? Нема крадење. Бројало се тој. Боже ми, ја бројчаник имам. Одвај го видеа, бре, 4. Опа, 4 си е моја. Так. Нема крадење, бре, одека све се види, све. Еве 8 и 5, 13. Ке си ги зему. Што за мавре ти тој баце Стојко? 8 и 5, 13, ако сакаш, ке ти покажу. Не бре, не ми покажи што имам вербу, ја у тебе не кажам, нема крадење. Нема крадење. Нема, а ја немам баџандара. Оп, за тој ке ти пушту 3. Ево, нема крадење, кажам. Нема крадење. Значи 9 и 3, 12. А бре, што за масак панете виде? Па еве, 9 и 3, 12. 9 и 3, и с тим бре, види, 9 и 3, 12. Бре, баце Стојко, да не гледам с моји очи, ки мислу крадеш, бе. Па ти писмо, бре, пиша. И писмо, добро, не мора да ga пишуј. Ма не ga ни пишуј више, не може, умори се, не ми си игра више. Бе, што се одма љутиш? Не ти си игра. Па добро, еве карта, ако не ти си играв. Ај ки играмо табло, еве, например, или не љути се човече. Не, бре, баце Стојко, не ми се ни игра и забравија сам тој табла како си играше, не памтам. Деве, не памтиш табла како си игра, мајко му. Па с тие зарови коцке земеш, 2 коцке, така, фрдиш и оно врти се и ти се падне змијски очи на тебе. Змијски очи не ми се падне. Паднале су ми се на мене змијски очи одамна. Пред 40 години. И змија, и змијски очи. Те ги дома. Па ај, ако не бе да играмо даму. Ау, божем тебе па дама ти се паднала, тој ти се тебе паднало, овај младата кучиња што ти купуе, демек она дама. Ајде бре, баце Стојко, беги. Абе да не правимо мобет за политику, еве да играмо нешто, еве, например, ајде играмо шах, бе, Ставре. Што ме гледаш такој бело? Знаеш, шах.
Кралица, конь. Не спомнуй тој. Не спомнуй шах никако. Шах не сам играе, кој знае има многу лоши успомене од шах. Ајде бе, зашто лоши успомен? Тако е. Викам ти, još пред 40 години, баба ми, мајка му на жену, вика, овој, направи смо лошу трампу, даде смо кралицу, а зема смо коња. Што ќе каже жена? Ако не да се изборимо па за политику, што? И крадење. Што си се исцериеве па ти? А? Не се вика, него молим. Не ли те е срам? Колко е сад? Куде си досак? Како бе, тато, колко е сад? Па тега надзад 4 савајле. Па 4 савајле бе. Досак ли се седи? И куде беше досак? Еј, нема ли куде да се седи? Па има куде бе, ама за тој те ја прашую тебе. Куде си досак? Ти можеш само некој глупост да направиш. Не, тато, напротив. Не сам правија глупости. Спреми се да те изненаду сега. Јас сам увек спреман на твои изненадења. Кажуј сак што направи. Тато, ја ќе бидно татко. Мъж бе, помочко, ниједан. Ти ке бидеш татко бе. Не си се ни женија бе. Свадбу не смо правиле, синко, Живко. Ти девојку немаш још бе. Па немам бе, тато, али сам... Па немаш. И знаеш ли ти за колко време тој ке бидеш татко? Знам бе, тато. Од сега за тачно 9 месеца. Саклет. Саклет е кад мука муку стиза. Рачуни, телефон, струја, комуналие, кредит 1, кредит 2, кредит за електричен тротинет на најмалото, кредит за приватну средњу школу за средњога и кредит за приватен факултет на најстарога. Додуше, исто ти се фаќа и каде државен факултет. Саклет. 2 казне за проваѓање на црвено, 2 казне за погрешно паркирање, авто оставено на трупци пред зграду, на најмалога украден тротинет, на средњога школа не му иде, а најстар на факултет па не иде. Саклет. На жена ти мајка га возила авто без улје. Баба ти забравила плин да ga исклучи. Дедо ти се устраje у гаќе, куќа иде на добаш. Авто на бабу ти иде на добаш. Кров ти тече. Празан ти фрижидер, празан ти новчаник. Нема работа. Политичари крадев. Не примав у ЕУ, не ни га признавав име, не ни га признавав език, не ни го признавав цркву. Саклет. Има ли још нешто? Ете, тате све мене ме кара, ама и на njega никако памет да му дојде. Никако. Тега бре, 80 година напуни, а још загледуе жена. Кажуј у ја на маму, она бре не се љути за тој ич. Добро, ја не дека сум сакаја да ga издаду татета, ама ете, па она и мама има право да биде информирана, нели? Ама да видите, њум бре, не му е гајле за тој. Вика, да се, ич ти да не му се секираш на татката. Джабе трчи он по жени, джабе. И кучиња трчи по кола, па не можев да ги стигнев.
Tako i on, ke trči, pa ke se izmori. Pa ke sedne da odmori i taga nema kude da bega. Ona ne se sekira, ma zato pa ja se sekiram. Da ne padne bre negde, da ne izbruka za 3 pokolenja. Pa nema igračku sa stija rabot. Ne. A to je trčanje. To je ne toliko strašno. To je svojstveno za svi muški. Svi muški cel život trči po rabotu da go obezbedi svoju ženu, a na kraj pa trči po tuđi žene. Ama sve džave. Dok može, nema vreme. A kad ima vreme, toga pa ne može. Ama mene, što znam, nekako plaši me tate što on od uveke sakaje da se dokaže takoj deka je sposoban i da pokaže širinu i goleminu kako čovek. Dobro, puno ljudi, a i neko i žene, vikav deka golemina ne je toliko važna, a posebno ne na tije godine. Ama ne je baš tako je. Ne, golemina na penziju je najvažna. Da vidite kako reagira žene kad će ga izvadi novčanik onija što gi je pogolema penzija. Dobro, onija što ima malu penziju, oni ne ga ni vadi. Pa što će ga vadim kad nema što da pokaže? Stara dobra ženska izreka vika, muž bez pare je samo prijatelj. Ma ne čak ni drugar, znači samo prijatelj. Drugar nema više, bre. To je beše samo za vremena socijalizam. Сега не. Така дали вика се, дека муж е и брачан другар. Сега, ма јок, сак нели сви су господе. Нема више другари. Па добро, може наместо брачан другар да го вика сак брачан господин. Добро, он можда и стварно човек си е бија господин пред да се ожени. Може. To si me той напише. Види ga, štrajk. Господе Боже. Svi štrajkujem dok se работи, on pa zemaja štrajkuje na pauz. Абе, što nema od tebe čovjek da vidi, Bože. Pa sak mi je najteško, be. Нели штрajkuje se za ono što ti je teško. Najteško ga je to. Pa ako je tako ti što ne zastaneš pa da štrajkuješ pred bankomat. Или тамо ти е најтешко. Kad го извадиш плату и kad vidiš колко ти е мало. Ти земи štrajkuj, pa ne zimaj platu. I gotovo. Da ti kaže koliko je mala, ne bi go ni zimaja. Ама odma se buniv onija odevana za struju, onija od banku za kredit se buniv i od vodovod za vodu se buniv. Oni ne mi dao. Da, oni, mene pa žena ne mi dao. Da, vika ti tačan si be, pazi tam, nemoj si ti rešio da štrajkuješ, ti si šef be. Ne daj Bože, ke te smeni, pa posle što ke pravim? Vi ne znam što ke pravite, ама znam дека mi radnici ima mnogo da se radujemo. Еве, и више нема да штрajkujemo više. Еве, обеќам. A tako je li? Pa onda ne se prihvaća. Rukovodeći organ nema poverenja u vaše obećanje i zato ništa od moje smenuvanja. Štrajk produžuje. Gotovo. Абе, не бива овако, шефе. Ми више нема да штрajkujemo, разбираш, и нема да продолжиме со штрajk. А и жене не ни дав. И на вас ли? Чек да видите како е кате такой. Защо па на вас жене не ви да? Па за тој што чуле дека нема да ни се плати овој што штрajkujemo. И више не ни дав. Викав дека и они ке штрajkuje. Ви радници сте биднаре без достоjanstvo. Срам да ви е. Газди или шефови kad ne vi dava bar malko pogoljemu platu, vi štrajkujete odmah. A žene kad ne vi dava da štrajkujete, odmah ne štrajkujete. Pa daj bre, pokažite malko muškost pred žene bre, majku mu. Ајде бе, шефе, што ти е? Мушкост па пред нервозну жену. Не доваѓа обзир. И још па може да го заболи глава. Доста е штрajk. Колко даде газде, толку. Зашто жене па не ни дава више ич да штрajkujemo? Ić. Kolega, moj kolega. Ne biva ništa od vas. Mnogo ste omeknale, bre. Meki ste binale pred ženu. Pa kude vi je, bre, onaj tvrd stav
од почеток. Нели викасте дека ќе штрекуете до крај? Па ви бре, еден почеток с крај да може да вржете. Море ми, крај с крај не може да вржемо со вакву малу плату. Ама вржани се и руке. Не, вржани руки, само да се најде некој изговор. Тако е тој 30 години и за тој никад не сме успеале да се изборимо за раднички права. Увек кој нас радници се предадев и подадев пред крај. Не ќе такој. Па знаеш и сак дека ќе ги зафркнете при оние што не се оженете. Ајде, шефе, не оженети. А нас кој не натера да се оженимо? Што да, они ве зафркнале, а? И ви одма да вратите. Епа, Па не треба такој, бе, мајко му, не треба такој. Они сега ќе се борив, ќе продужив да штрекуев, нели вика свак идев до крај. И што сега, ако стварно се одлучив да идев до крај, нели вика са, ако не бива до крај, ќе пробави за сил. ајде бе, шефе. Какво силово, тој е младо сега, пушти ги. Ке дојде време и на ним комарац кој ќе ги застане на јајца. Така ги виду дали бива све со силу. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Во комплекс Етно село. Тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Бре, од обично ведри теми за кои разговараме и добри работи до умирање дојдовме при крајот на најавата на емисијата. Тоа само покажува колку е тенка линијата помеѓу лудоста и глупоста. Така и дедо ми, кога умираше, јас се обидов да го утешам, поради тоа што многу кукаше човекот. Кукаше и плачеше дека, демек, дошло време да се умре. Добро бе, дедо, добро, велам. Па гледај го тоа малку од ведра страна, мајка му стара. Па барем кога ќе умреш, ќе си ја најдеш баба таму. Внучко, ми рече дедо ми, ај не биди глупи, не ја влошувај работата. Ти што мислиш бе, внучко, зошто јас плачам цело време? И на вистина доста плачевме. Доста плачевме и се жалевме, бе, ајде да завршиме со нешто малку поведро, може? Еве, Например, рекла, времето ќе биде ветро. Да, како почнаа да ја погаѓаат временската прогноза, тоа е чудо. Чудо. Технологија, бе, нема шега. И не може да промаши. Вели вака, времето ќе биде ведро и сончево, наместа со умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер со променлив правец и ќе има можност за врнежи и грмежи, а понекаде и поројни дождови. Нема утка. И навистина погаѓаат, бе. Погаѓаат. А и кога ќе размислите, нешто од тоа и ќе мора да се случи, нели? Како што се случи јас да студирам и да дипломирам во еден изден. Оти нема ситно кусур да ми врата. Да, па рекоа, ајде бе, што има врска? За еден ден, еве ти и диплома. Се случи тоа, а ќе се случи и друго. Ќе се случи пак да се видиме следната недела на ова исто место. И да не сакате, тоа ви е. Нема љутиш. До тогаш, чао на сите. Кеца и тој се брои. Ама Ке да си имаше стал каде мене. кецате мој, па да се брои, ако не се брои. Кецате мој. Имам. Јас сам увек спреман на твои изненадења. Казуј, чекај. Добро е што, добро е, ма не е добро што не га знам поред. Земеш оние зарови, коцки оние. Урука, такар. Зарови. Заврови. Јас сам увек спреман на твои изненадења. Казуј. 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 И вика, више нема да штракуете. И вика, они ке сте, ама многу мислега кој како беше. И знаеш ли ти тој?
колку време ти треба? И они викав, чим не взимате пари за оно што штрекуете или не штрекуете, и ми нема да штрекуеме, или ќе штрекуеме, не га знам на том текст како да го продолжим, а што да кажем со тој што они ќе штрекуеме, или нема да штрекуеме. А, еве и новото добро, да не го заборавиме, рете, нели, да издвоиме и ова најновото, што е најново. А, што јас не го знам. Е па за тој што чуле дека нема да не се плати овој што сак штрекуемо. И вика, абе, мислува на тоа. Ако веќе видите.